Да, еве сме повторно во студиото на Здрава Македонија, како што кажав да доразговараме со нашиот денешен гостин, господин Наце Ванов, инаку биохимичар, физиолог, кој што, нели, пред некој половина и повеќе, половина час па и повеќе успеавме да се видиме и да го започнеме разговорот за климоред и за сето она што е поврзано на некој начин со нив. Кажавме за здравјето. Токму така. Сега потенциравме што може, не дај Боже, да се случи, да. И потенциравме дел од оние, прикажавме, причинители кои што се така невидливи со око знаат многу да ни наштетат на нашето здравје. Сега, што подразбира хигиената и чистење на самите климуреди? Имаме тука некои фотографии, зборувајте ги слободно, па ќе можеме да го покажеме. Знаете, здравјето на човекот представува најважен сегмент од човечкиот живот и како такво е предуслов за да има нормално извршување на сите работни активности, дали се домашни или професионални. Така е. Оттаму и грижата, бидејќи поголемиот дел од работните активности се изведуваат и во затворени простори, каде што има веќе клима уреди кои го кондиционираат воздухот. Со текот на работењето, заради нечистотиите кои што се собираат, акумулираат во внатрешноста на уредот и нивно одавање повторно во внатрешноста на просторијата, самиот клима уред осетно секој корисник ќе почувствува дека се манифестира некоја непријатна миризба од него при самиот став, при самото вклучување. Другиот момент е намаленото чувство дека клима уредот не лади или не грее добро како што греел од минатата година или кога бил нов. Така. Затоа и се наметнува потребата од негово редовно одржување. Во таа насока е токму и хигиената, чистењето и дезинфекцијата на клима уредот. Имено хигиената, односно дезинфекцијата и чистењето на клима уредот обединува во себе еден збир на повеќе стандардно санитарни оперативни постапки кои има за цел да на површината од внатрешните интегрирани делови на клима уредот обезбедат микробиолошки чиста средина, без присуство на биолошки агенси, односно контаминенти, кои од друга страна, доколку ги има, ја намалуваат моќта, функцијата на клима уредот, гледано од техничкиот аспект, а друго може да биде, еве имаме слика каде што е даден приказ со дезинфекцијата на клима уредот, може да се види дека е целосно демонтирана внатрешната единица. Значи не изведен само филтерот, да го поминеме со туштуку? Значи не е поентата во филтерот. Може да се види дека токму под тие филтри се наоѓаат тие ламели низ кои поминува системот од сврзани цевки, низ кои протекува разладниот газ, тоа е фреонот. Има различни типови на газ, тоа е R22, не еколошкиот газ, кој за жал го има кај поголем дел од климауредите, и новиот газ кој што го ја штити озонската обвивка и не емитува полуции, односно не е штетен, тоа е R410A гасот. Кај поновите модели од генерација 2010 па до денес, 2012. Тоа се менува ли по Не, значи тоа е составен дел. Ако во самиот систем е поставено R22 газ, тој не може да се меша или да се надополнува со друг газ, бидејќи таква поставеноста гледано од механички дел. Тој дел е проблем, тема на други лица покомпетентни да го кажат тоа. Што се однесува до чистењето, односно дезинфекцијата на клима уредот, како што реков, таа обединува повеќе мерки и методи и постојат некои стандарди за санитарно-оперативни постапки. Добро. И имаат за цел всушност да обезбедат чиста микробиолошка средина во внатрешноста на уредот, како истиот не би ја емитувал повторно при вклучувањето на турбината и оддавањето на разладениот и филтриран воздух во внатрешноста, во просторијата во која што престојуваме. Доколку не, односно не се врши чистење и дезинфекција, а постојат се разбира повеќе методи, може да биде метод на физичко отстранување преку процес на перење, како што е покажано, значи со помош на вода или водена пареа, топла или ладна, значи физичка метода во која се отстрануваат најголемиот дел од микробиолошките агенции, од прашината или поленот во внатрешноста на уредот, и понатаму следува процес на перење со употреба на хемиски средства, значи тоа е процес на дезинфекција во кој се употребуваат соодветни препарати, агенции, кои што имаат за цел да извршат уништување на поголемиот дел од тие микроорганизми или биолошки агенции присутни во внатрешноста на уредот.
Тука има, се извинувам што ќе прекинам. Тука има исто фотографија може да покажеме, значи тоа се делови како што пишува од климуредот кои што треба да се чистат. Тоа е се или како? Да, тоа се всушност деловите кои што сервисерот има врска да ги демонтира. Во најгорниот дел од сликата се гледа дека тоа се филтрите. Под неа се всушност е маската, онај преден панел, украсниот преден панел, и под него долу се денерната тава, всушност таа е во форма на буквата В латиница, и преку неа од претходната слика се гледа на тој кондензатор кај што се вршеше апликација на средството за дезинфекција, всушност се собира таа кондензирана вода и се отфрла во надворешната средина преку соодветно систем одводно црево. Затоа е потребно при комплетното генерално чистење и дезинфекција да се демонтираат овие делови, истите да се дезинфицираат, да се ичистат, да се отстранат најголемиот дел од микробиолошките контаминенти, како биолошки агенси, бидејќи тие се живи организми и имаат своји метаболити. Доколку при вклучувањето на уродот, како што реков, се примети непријатна миризба при самото стартување, намален е квалитетот на воздухот, тогаш во такви услови е неопходно потребно чистење и дезинфекција. И тоа треба да се прави барем најмалку на секои 6 месеци. Но со оглед на стандардот кај нас или во најголемиот дел на експлоатацијата на уредот, само во летниот период или во есенскиот дел кога имаме потреба од огревање, тоа да го направиме барем еднаш во годината. И тоа не секој, туку мора да го направи посебно стручно лице кое што има познавање од областта на биохимијата. Не зборувам јас лично за себе како биохимичар. Туку зборувам за луѓе кои што ќе имаат познавање од употребата на средствата. Не е поентата да појдете во малопродажба и од некој рафт во Тинекс или во некој поголем маркет да купите некое средство за дезинфекција. Треба да се води грижа, бидејќи поголем дел од тие имаат состав кој што може да има негативно влијание при вклучувањето на апаратот. Поголемиот дел од нив се волатилни, испарливи средства. И доколку не се води грижа на специјално одбрани средства за дезинфекција, тогаш последицата може да биде исто така фатална, бидејќи поголемиот дел од нив при вдишувањето може да имаат реперкусии врз здравјето на човекот. Па дури на крајот и фатален исход. Тоа е многу сериозна работа. Го споменавте примерот, за жал, за ветераните во Северните американски држави. Од прилика, луѓето се одлучуваат или не се одлучуваат на почетокот од летото кога температурите се високи, но не се нешто премногу за да можеме да пуштиме клима и така натаму. Значи, кога започна летниот период, колку луѓе тука имаат обичај, кај нас ако може да споредба да направиме со оние кои што на запад например користат климуреди. И ако има нешто конкретно околу нешто се нарекува клима во автомобил денес. Да. Бидејќи исто. Дома денес демек автомобил с клима не сакам да земам, мора строго да има климауред без разлика дали возиме километар-два за долги патишта веќе да не станува збор. Точно. Независно од тоа дали го употребуваме климауредот во домашниот амбиент, во работната просторија или во автомобилот, реперкусиите по здравјето, доколку не се води грижа за неговата чистота, се потполно идентични. Дури што е уште поопасно во автомобилот, бидејќи е помал волуменот на простор во кој што возиме и во него се другите патници, наводно го уживаат ладниот воздух, но бидејќи е мал просторот, системите за одвод и вентилација се многу густо набиени во внатрешноста на автомобилот и тука присуството на полен, на прав, на разни четички и бактерии е многу поголем во однос на тоа што може да се случи во работната просторија или во домот, бидејќи таму волуменот во домот, во престојот, во просторијата е поголем во однос на овие мал простор што го имаме во автомобилот. Затоа и се наметнува потребата тоа да биде препуштено на стручен сервис со професионалци кои што знаат и умеат со помош на средства соодветни за дезинфекција, одбрани специфично само за таа работа, да го извршат општото санитирање на климауредот, дали е дома, во работната просторија или во автомобилот. Сакам само да надополнам, кога спомнавте веќе дека обично климауредите треба да бидат подготвени пред сезоната на нивното користење, што е оправдано како цел, но кај нас, за жал, навиките тоа, барем во пракса од нашата фирма, не се успеало да некој побара помош или интервенција за да го припреми климауредот и да биде безбеден и сигурен дека неговиот апарат ќе обезбеди микробиолошки здрав чист воздух и
квалитетен воздух се разбира во домот или во просторијата работна. Често пати сме сведоци да во почетокот на пролета се манифестираат при вклучувањето зборам на климауредите различни форми на алергиски реакции и манифестации кај пациентите. Исти доаѓаат во да бараат помош од матичниот лекар и се разбира лекарот, имајќи ја во предвид состојбата на општа состојба на климауредот во домашниот амбиент или во работната просторија, ја дава соодветната симптоматска терапија. Бидејќи алергијата по природа е всушност процес во кој странен алерген или протеин влегол во организмот и имуниот систем со помош на неговите специфични клетки, така наречени Т клетки, вршат локација, го локализираат местото каде што е присутен агенсот, вршат негова лизација, фагоцитоза и ослободување. На местото каде што истиот лоциран, всушност се ослободува на ниво на клетка еден специфичен медиатор, така наречен хистамин медиатор. И тој е всушност одговорот за манифестацијата на алергијата. Отпосле таа ги манифестира соодветните симптоми. Може да бидат чешење, може да се појават пликови во форма на уртикарија на кожата, нели? Така? Или пак да има тешки астматични напади со отежното дишење. Сето тоа се должи заради присуството на некој алерген кој што е веќе присутен во климауредот од насобраната, акумулираната прашина од полен и прав и при вклучувањето на турбината, всушност како одговор го добиваме и крајен резултат на процесот на алергија кој се манифестира кај човекот. При неговото одење и барање помош стручна од страна на лекарот, матичниот лекар ќе даде соодветна супортивна терапија или симптоматска терапија, најчесто се антихистаминиците во прашање. Меѓутоа не е позната етиологијата на од каде доаѓа изворот, главниот извор на алергиската манифестација. Кога повторно се враќа дома или во работната просторија, изворот од каде што потекнуваат работите, односно се јавуваат алергиските реакции, е всушност климауредот. И би апелирал до матичните лекари кога се сретнуваат со ваков проблем, посебно да им обрнат внимание на своите пациенти, за да можат да се санираат пред време и да не дојде до вакви последици, кои исто така во услови на алергиски реакции можат да бидат и сериозно да го загрозат животот. Од тие причини треба да влијаат, да делуваат врз пациентите и да му кажат дека доколку не е санитиран и не е изчистен климауредот, тоа веднаш и без одлагање да го направат. Во спротивно, може да се јават низа од сериозни заболувања кои за волја на вистината, како што реков, не е само посреди легионела пневмофила. Кај поголем дел на пациенти низ праксата дојдов до општи сознанија од корисници на климауреди дека е изолирана, например, бактерија од носната празнина. И сега лекарот ја користи предноста на медицината, на микробиологијата, на биохемијата и преку соодветни методи ги докажува тие заболувања. Ама не е најден правиот извор, етиологијата на заболување. Значи, апелот е токму да се може прво да се исчисти климауредот, да се дезинфицира и да бидеме сигурни дека во просторот во кој што се наоѓаме климауредот ќе не обезбеди микробиолошки здрав и чист воздух. Во спротивно заболувањата самите следуваат по себе. Јас ви благодарам многу што утро бевте гостин во Здрава Македонија, каде што конкретно и прецизно јасно објаснивте како човечки да користиме како да го користиме климауредот. Внимание треба. Така. Како да се грижиме, редовно одржување, сервисирање на апаратот, тоа да биде препуштено на лица кои што се стручни, професионални, образовани за таа област, бидејќи дезинфекцијата не може да ја изведе монтерот на климауредот кој што го направил. Секоја чест и за монтерот кој што техничкиот дел на работите добро ги познава. Но доколку не се води грижа за внимателно одбраните средства за дезинфекција, во тој случај нема квалитет дури и изведената работа. Затоа постојат специјални микробиолошки сетови, брзи сетови. Тие се нанесуваат на површината на климауредот и веднаш дознаваме дали е успешно завршена дезинфекцијата или не. Ако не, ја повторуваме постапката. Бројот на микроорганизмите во внатрешната средина треба да биде според микробиолошки стандарди помало од 100. Значи под нивото на процес на инфекција кој би настапил. Значи инфективно ниво. Доколку пред почетокот на операцијата на дезинфекција извршиме анализа, бројот во сантиметри квадратни на ниво на една клима 12, например, 3,5 киловатна, во домашни услови, може да биде од 100.000 до 1 милион бактерии. Значи, со помош на перењето и дезинфекцијата, поентата е при чистењето и дезинфекција да го намалиме бројот на микроорганизмите под инфективното ниво.
ниво кое нема да причини инфламација, односно инфективен процес во организмот. Од тие причини внимателно да ги користат климауредите нашите сограѓани и во сезона на грејење, односно догревање, доколку тоа не го направиле во летниот период, да го направат сега, затоа што во услови на одавање на жежок, на топол воздух, бидејќи температурата во операција грејење некаде околу 50 степени од турбината која го испушта, мерено со дигитални мерачи. Так. Тоа е идеална подлога повторно за бактеријата, посебно за легионела пневмофила. Таа расте во топли базени, во садови во кои што има топла вода, во бољери, посебно во хотелите, каде што имат централно грејење, загревање на таа вода, од туше